Благодарам, колега Джафери. Почитувани колеги, јас имам 3 пратенички прашања. Првото мое прашање е упатено до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи доаѓам од крај познат по традицијата на одгледување на ориз, а секоја година веќе стана традиционално да има проблем со пласманот и со откупот на ориз, иако ветувавте цени од 50 денари за 1 килограм бел ориз и 25 килограми за арпа, се уште е далеку од постигање на таа цена со оглед на тоа што моменталната откупна цена е некаде од 12 до 18 килограми за килограм предадена арпа и 34 до 37 денари за килограм бел ориз. Значи, моето конкретно прашање е кои мерки и кога планирате да ја постигнете цената која што вие имате ветено, да 1 килограм бел ориз се откупува за 50 денари, а 1 килограм предадена арпа се откупува за 25 денари. Второто мое прашање е исто така поврзано со откупот на ориз и е до Министерството за финансии, бидејќи секоја година се јавува вишок од 3 до 4.000 тони ориз и овој вишок директно влијае на тоа да оризот има пониска откупна цена. Прашањето конкретно би било, значи, дали може Министерството да одвои средства за откуп на ориз на отприлика 2000 тони во износ од околу 100 милиони денари, со што би се стабилизирала цената на оризот на пазарот. И моето трето прашање е до Министерството за животна средина. Почитуван министер, сведоци сме секојдневно, а и граѓаните ги чувствуваат последиците од енормното загадување на воздухот. Знаете и сами дека и во месеците октомври и ноември, кога се уште не беше почната грејната сезона, загадувањето неколку пати ја надмина дозволената граница. Сега не сакам да коментирам што се имате ветено во вашата програма за почист воздух, бидејќи ќе треба пола седница да држиме за тоа. Станиците стално ви се на поправка или ви се калибрираат, се со причина граѓаните да не видат со бројка, значи, колкаво е енормно загадувањето, меѓутоа верувајте дека тоа чувствуваат. Конкретното мое прашање е кои мерки, значи, планирате вие да ги преземете, освен како што ги видовме овие донации што ги правите на автобуси кои што најверојатно учествувале во филмот Кото тамо пева и загадуваат сигурно како една мини термоцентрала. Значи, кои мерки планирате да вие конкретно ги предложите и да тие мерки покажат конкретни резултати во борбата против загадениот воздух и доколку се случи да и во наредните месеци исто така имаме загаден воздух, кој ќе сноси одговорност, односно дали планирате да некој сноси одговорност по однос на тоа прашање. Благодарам.